Добар ден, ученици, јас сум Маргарита Георгиевска-Винева, професор по биологија во Средното училиште на град Скопје Георги Димитров. Денеска ќе зборуваме за царството на протисти. Целта на часот е да можете да препознавате, набројувате и разликувате представници на ова царство, да опишете градбата на посочен представник од царството, да наведете значење на протистите, да запомните и именувате болести кои што се предизвикани од праживотните и да генерирате заклучоци за причините за припадноста на еден организам кон групата, односно царството. Во царството на протисти има најразлични види. Можете да забележите дека се разликуваат и според формата на телото, и според обујувањето на телото, и според градбата на телото. Значи, многу особености кои што ги групираат овие организми во две групи. И тоа, првата група, тоа се алгите, а втората група се праживотни. Зошто овие толку различни групи на организми се представени во едно царство? Представени се поради тоа што сите тие се еукариотски организми, потоа имаат еукариотски тип на клетка и воедно имаат заеднички предок. Зошто се одвоени како групи? Одвоеноста е резултат на начинот на исхрана, односно алгите кои што се исхрануваат автотрофно се представени како автотрофни организми, а додека праживотните како хетеротрофни организми. Да видиме кои се оние карактеристики кои што ги поврзуваат групата на протисти како растенија, односно алгите. На сликата можете да забележите различни видови на алги кои што се разликуваат по многу карактеристики, но заедничко им е на сите присуството на еукариотска клетка која што е растител. Покрај клеточните структури кои што се карактеристични за растителната клетка, во овие алги има хлоропласти кои што имаат најразлични форми. Содржат пигмент, како што е хлорофил, ксантофил, каротин и многу други пигменти. Како што напоменавме на почетокот, тие се автотрофни организми, да нагласиме дека се тоа примитивни автотрофни организми. Нивното тело, кое што се нарекува талус, нема оформени ткива и органи, и самиот талус може да биде едноклеточен, може да биде повеќе клеточен или може да биде колонијален. Размножувањето на алгите може да биде бесполово, полово или со смена на генерации. Алгите може да се сретнат во морињата, океаните, копнените води, влажната почва, на корите на древата и така натака. Но битен предуслов е присуството на вода за да би можеле да се размножуваат. Да видиме врз база на што е направена класификацијата на алгите. Можете да забележите различни обојувања на алгите на овие представници кои што се дадени на слайдот. Еден од предусловите за класификацијата е значи пигментот кој што го содржат, но покрај тоа земени се во предвид и составот на клеточниот зид, складираните резервни материи, размножувањето и други морфолошки карактеристики. Врз база на сето ова, алгите се поделени на зелени алги или хлорофита, кафејави алги или феофита, црвени алги или родофита, златна кафејави алги или хризофита, огнени алги или пирофита и камшичести алги или еугленофита. Да започнеме со зелените алги. Зелените алги заедничко за сите е присуството на пигментот, односно хлорофилот, воедно во својот клеточен зид содржат целулоза и резервната материја која што е складираат е скробот. Може да бидат едноклеточни, колонијални, кончасти, повеќе клеточни, а сето тоа ќе го видиме врз база на овие представници кои што се дадени на сликите. Значи, како едноклеточни се хлорелата, хламидомонасот, повеќе клеточни талус има улвата, карата, кончест талус има спирогирата, која што има и специфичен хлоропласт кој што е спирална извиткан и се протега од едниот до другиот крај на телото на алгата, и како колонијални се волвоксот. Зелените алги ги има и во копнените води, многу мал број ги има во морињата, на влажна почва, односно насекаде. Значењето на зелените алги е во тоа да се тие представуваат појдовна точка во еволуцијата на растенијата. И тоа по три карактеристики. Целулозата, која што се содржи во нивниот клеточен зид, која што е слична, односно ја има и кај растенијата, потоа скробот кој што се складира како резервна материја и пигментот хлорофил кој што може да биде А и Б. Кафејавите алги или феофита
Сите алги кои што имаат таус, кој што е повеќе клеточен, ги населуваат зоните на плима и осека, а може да се сретнат и во поголеми длабочини, како што може да забележите, може да достигнат должина и до 100 метри и да формираат подводни ливади во кои што можат да се мрестат рибите. Присуството на алгинати во клеточниот зид на кафеавите алги е нешто кое што се користи во прехранбената индустрија, бидејќи од нив се добива гел кој што се користи за зацврстување на сладките, кремовите, сладоледите и така натаму. Големо значење овие алги имаат и во исхраната и на човекот и на животните. Кафеавото обојување на овие алги доаѓа од пигментот фукоксантин, а најтипичен претставник е уксусот. Црвените алги или родофит се алги кои што имаат специфично црвено обојување, кој што доаѓа од нивниот црвен пигмент, кои што пигменти имаат способност да абсорбираат сончева светлина и на поголеми длабочини и да вршат процес на фотосинтеза. Најчесто се тоа морски жители и воедно во нивниот клеточен зид се содржи агар, кој што издвоен од црвената алга се користи во микробиологијата како хранлива подлога за одгледување или култивирање на микроорганизми. Воедно се користи при производство не агарот, току воопшто црвените алги се користат и во производството на ѓубрива, а во источните земји, посебно во Јапонија, многу голем дел ги користат и во исхраната. Златно-кафеавите алги, односно кризофита, најголем дел ќе ги представиме преку диатомеите, се алги кои што се едноклеточни, може да бидат морски, може да бидат и сладководни жители. Карактеристично за нив е дека во нивниот клеточен зид може да се заложи силициум диоксид, кој што формира лушпести творби во вид на 2 капака. При изумирањето на овие алги, тие се таложат на дното и формираат диатомејска земја или диатомејска почва, која што е составен дел на многу комерцијални производи, како што се детергентите, ѓубривата, изолаторите и така натаму. Нивното значење се гледа во тоа да тие се првата алка или првиот синџир првата алка во синџирот на исхраната. Огнените алги или пирофита се едноклеточни алги, исто така се морски жители. Карактеристично за овие алги е присуството на камшичиња, уствари тоа се 2 камшичиња со кои што се вртат околу својата оска. Овие алги имаат способност за биолуминесценција, како што е прикажано на сликата, односно да имитираат светлина, да создаваат и да имитираат светлина во просторот каде што живеат, но има и една негативна појава која што се случува кај овие алги, а тоа е да се појави така наречена црвена плима, која што во основа е резултат на цутање на алгите или пренамножување на алгите, при што некои од нив дури лачат и токсични материи, кои што е неповолно за живиот свет, кои што ги населуваат тие простори. И последната група на алги, тоа се камшичести алги или еугленофита. Овие алги, за разлика од претходните групи, немаат клеточен зид, што значи имаат променлива форма, имаат 2 камшичиња со кои што се движат, имаат точно 5 или очна дамка со кој што може да детектираат светлината, и она што е типично за овие алги е дека може да се исхрануваат автотрофно, а може да се исхрануваат и хетеротрофно, така да некои систематичари ги ставиле во групата на праживотни. Самите алги се исхрануваат автотрофно кога се наоѓаат на светло, односно се исхрануваат хетеротрофно кога се наоѓаат во простор каде што, односно кога самата животна средина, односно застојните води каде што живеат, кои што се богати со органски материи, се заматува и на тој начин не можат да ја фиксираат сончевата светлина. Значењето на овие алги е во основа да како резултат на хетеротрофниот начин исхрана се еден вид на индикатори за степенот на загадување на водата. Втората група на протисти, тоа се протисти како животни или така наречени праживотни. Можете да забележите дека сите тие се едноклеточни еукариотски организми, како резултат на тоа дека се еукариотски организми, имаат еукариотска клетка која што е животинска,
во кој што има оформено јадро клеточни органели и посебно е нагласено органелите за движење, бидејќи тоа е специфично за овој вид за оваа група на протисти. Примитивни хетеротрофни организми, значи немаат развиено диференцирано нити ткива, нити органи, веќе наведовме дека се едноклеточни, во однос на тоа каков е нивниот начин на исхрана, тие може да бидат сапрофити или паразити. Ќе зборуваме подоцна за тоа какво е нивното значење за човекот како сапрофити, односно како паразити. Размножувањето кај овие животни може да биде праживотни ствари, може да биде бесполово, полово или со смена на генерации. Се среќаваат и во морињата, и во океаните, и во копнените води, и во влажна почва. Класификација на праживотните во најголем дел е направена како резултат на начинот на движење, односно присуството на соодветните органели за движење, но цемени се во предети, градбата на телото и размножувањето. И врз база на сето тоа, тие се поделени на протоплазматични праживотни или саркодина, потоа камшикари, односно мастигофора, спорозои, кои што се неподвижни или спорозоа, и трепчести праживотни, односно цилиофора. Да започнеме со првата група на праживотни, односно протоплазматични праживотни. Најтипичен представник е амебата. За нејзе е карактеристично дека има амебовидно движење, потоа и го добила своето име, што значи дека со движењето на цитоплазмата се испуштаат ножиња, кои што се именуваат како лажни ножиња и на тој начин се движат. Има променлива форма на телото, се исхранува по пат на фагоцитоза, каде што со лажните ножиња или септоподиите ја заобиколува храната и ја внесува во своето тело. Живее и во влажни почви, и во загадени и застоени води, така да некои видови од протоплазматичните праживотни, како што е тоа дизентеричната амеба, која што се наоѓа во такви застоени води, може да предизвика заболувања кај човекот како паразити да ја оштети цревната слузокожа, бидејќи таму се населува, а самото заболување се нарекува дизентерија. Камшикари или мастигофори го добиле своето име по присуството на една-два камшика на своето тело. Има слободни форми, но оние кои што се тука прикажани се паразитски форми на камшикари. Типични паразитски форми се трипанозомата, која што ја предизвикува спијачката болест и чиј што преносител е мувата цеце, која што ни населува пределите во Јужна Африка. И самото заболување се манифестира со промени во лимфните јазви. Ако самата болест трае подолго време, го напаѓа и нервниот систем, при што доаѓа и до смрт на единката. Вториот паразит, тоа е лешманијата, која што предизвикува болеста лешманиоза. Самата лешманија во однос на преносителот е паразит кој што е пренесен од страна на песочната мува, а самото заболување се манифестира со промени во кожата како красти кои што многу тешко да раснуваат. Трепчестите праживотни или цилиофора, нивните карактеристики ги представиме преку најтипичниот представник на цилиофорите, а тоа е парамециумот. Самото име на овие праживотни доаѓа од органелите за движење, тоа се пепките, кои што се наоѓаат околу телото, кои што имаат цврста обвивка или пеликула. Инаку во самото тело на праживотните има голем број на органели кои што се специализирани за определена функција, како што е, например, хранителната вакуола, контрактилната вакуола, со која што се исфрла вишокот на вода, но типично е присуството на големо и мало јадро, кои што имаат важна улога во процесот на размножување на парамециумот или чевличето. Тие може да се размножуваат бесполово, но карактеристичен начин на размножување е по пат на конјугација, каде што се врши размена на генетскиот материјал. Инаку ги има и во сладки, и во солени води. И последниот представник на праживотните или протозоите, тоа се спорозоите. Своето име го добиле според животниот циклус кој што го има, каде што формираат спора.
А типичен представник на спорозоите е плазмодиум, кој што е паразит, бидејќи сите представници од спорозоите се паразити, а самиот плазмодиум предизвикува болест која што се именува како маларија. Маларијата се пренесува со помош на маларичниот комарец, односно маларијата се добива како заболување со пренесување на паразитот преку маларичниот комарец. Тој во својата плунка при шмукувањето на крвта го внесува паразитот во крвта на човекот, каде што во неговиот бесполов развоен циклус испушта токсини кои што се манифестираат во здравјето на човекот како покачена телесна температура, анемија, потење и така натаму. А во едно половиот циклус кај плазмодиумот се врши во дигестивниот систем на женката комарец, која што го пренесува плазмодиумот, каде што повторно се формираат спори и во плунковните жлезди при шмукување на крв на друга единка се пренесува и тој циклус се повторува. За да се спречи ширењето на маларијата, која што е болест која што убива многу, од која што изумираат многу луѓе, потребно е да се земат во предвид да го се земе во предвид живеалиштето каде што обстанува маларичниот комарец, а тоа се мочуриштата или блатата, така да со нивното исушување ќе се намали можноста на пренесување на паразитот. И на крај да заклучиме, зборувавме за разновидноста на представниците од царството на протисти, овде ќе се задржиме само на нивното значење. Значи, корисното значење во продукцијата на органска материја која што е битна за останокот на сите живи организми, потоа како фитопланктон има голема еколошка улога. Животот никогаш нема да може да еволуира без алгите, кои како продуценти ослободуваат најголем процент на кислород на планетата Земја преку процесот на фотосинтеза. Рековме дека се употребуваат и во исхраната на човекот и на другите животни, а алгинатите од некои црвени кафеави алги се користат и во прехранбената и во фармацевската индустрија. Негативното значење на протистите е како предизвикувачи на болести, кои што ги споменавме, а тоа се дизентерија, спиечка болест, лаишманиоза и маларија. Ви благодарам на внимание.